велиме Бог го створи светот од љубов. Тоа подразбира дека го створи слободно. Зашто да создаваш нешто од љубов подразбира дека не си принуден од никого. Љубовта останува секогаш непринудено да дејствува. Го створи светот Бог оваков каков што го имаме сега, да расте од слава во слава и да ја достигне совршеноста која му ја предвидел. Љубовта Божја го има светот во себе уште пред да го создаде. И оттаму дилемата која кај многумина од теолозите скоро и до денешен ден ќе постои, иако во православието таа одавна е решена, како Бог од вечност е творец, од вечност е седржител, а сепак светот има почеток и не е од вечност ваков каков што е. Ќе се обидеме на таа дилема и на тоа прашање да одговориме токму низ оваа емисија. Се што е створено од љубов подразбира дека е створено во слобода, но за да постои такво какво што е во слобода, треба да возврати на подадената љубов. Бог непринудено го ствара светот. Нема некоја сила или принцип над него што го тераат да го создаде овој свет. Во грчката философија, особено кај Платона, понатаму и низ платонистите, каков што е Филон Александриски, па дури и Ориген, ќе биде забележителна една нужност која некако го принудува Бога да го створи овој свет. Кај Платона, таја ќе биде нужноста на идејата на доброто и убавото која му се наметнува на Платоновиот деумиург да го створи овој свет. Што значи Платоновиот демиург не создава слободно и не креира слободно, туку креира по налог на идејата на доброто и на убавото. Филон Александриски, бивајќи по убедување платонист, а по потекло евреин, сака некако да ја помири еврејската теологија дека Бог апсолутно слободно го создава светот, со онаа платонистичката, дека сепак светот постоел во форма на идеја или мисли или логоси, како ги нарекува Филон Александриски, уште пред истиот да биде створен во ваква материјална форма каква што е. И затоа тој Бога го заменува со ум, кој секогаш дела, кој секогаш мисли, а тие мисли или идеи Божи или логоси Божи се во суштина логосите или идеите или мислите за светот кои постојат од секогаш во Бога. Но со тоа повторно доаѓаме дека Бог нужно треба да ги проектира тие мисли, затоа што она што е помислено веќе е и остварено кај Бога и не може да се замисли нешто што Бог помислил, а при тоа да не биде остварено. Но со тоа повторно паѓаме во стапица дека Бог нужно, принуден од своите мисли,
мора да го создаде светот оваков каков што е. Христијанската теологија, развивајќи се нормално како еден природен континуитет на Стариот Завет или на еврејската теологија, ќе се развие во форма, уште од почетокот, Бога да го признае како апсолутен создател на овој свет. Значи, Бог е тој кој создава непринудено. Ниедна сила, ниедна идеја, ниедна мисла не може да го принуди Бога да го создаде светот. Но како тогаш да објасниме дека Бог од секогаш е Творец, дека Бог е вечен и кај него нема промена, дека Бог е Вседржител и дека она што го прави за вечност, исто е и вчера, и денес, и утре. Велиме, Бог го љуби светот и затоа светот постои, бивајќи претходно створен од Бога. Но дали е потребно и светот да возврати на таа љубов, за да може да постои онака како Бог што сака да постои? Бог создава, рековме, слободно и непринудено и со тоа гарантира дека неговата одлука светот да постои е вечна одлука. Бидејќи се што создаваш од љубов, сакаш да влезе во вечноста. Не е можно Бог кој е вечен да создава нешто само во краток временски интервал да трае. Создава се за вечност. Но дали светот сака да постои вечно? Тоа е дилемата нормално која светот треба да ја развие во форма на теологија за да одговори на предизвикот да постои вечно или да не постои. Бидејќи слободно е створен, мора слободно и да возврати на љубовта Божија. Воколку слободно не возврати на љубовта Божија, Бог не ќе може да го принуди светот истиот да постои. Зашто љубовта не знае да принудува. Љубовта љуби за бадијала, за џабе. Но сака исто така да биде љубена и да и биде возвратена љубовта од другата страна. Затоа светот, кој единствена алтернатива за да постои има во заедницата со Бога, мора да изрази слободно и љубовно дека сака да постои во таа заедница со Бога. Не може светот автохтоно да постои сам за себе и сам во себе. Затоа што постоејќи автохтоно постои во смртта и постои во себе уништувањето и во самоуништувањето. Многу е слично како ако си спомнуваме во оние приказни за Пинокио. Пинокио е создаден од љубов, создаден е од, би рекле, мртва материја, од дрво, но љубовта има можност некого да го подигне во битие. Иако од мртва материја создаден, многу слично како и светот што е создаден првобитно од мртва материја, љубовта Божја го подигнала да постои во форма каква што ја има сега, така исто создаден од својот создател Пинокио, постои во љубовта за него. И тој е жив. Жив е за Џузепе. Но ќе возврати ли Пинокио на таа љубов со љубов за да остане жив?
Секогаш, кога лади неговата љубов кон неговиот Создател, тој се претвора во кукла. Тој е мртва материја, тој со други зборови и не постои. Тогаш кога ќе се сети дека е створен од љубов и треба да благодари на својот Создател затоа што го создал од небитие, го создал од мртва материја, тогаш постои. Тогаш е жив и тогаш се осмислува и самиот себе си. Во такви самолични односи можеме да го познаеме и да го сознаеме и постоењето на светот во заедница со Бога. Бог го гледа светот преку една сакана личност. Створен е од Христа, во Христа и заради Христа. Само така, личносно, ако ги доживуваме, ќе ги разбереме зборовите на апостол Павле во посланијата до Коринтијаните, до Ефесијаните или до Коласијаните, кога ги употребува овие зборови дека светот е створен од Христа, во Христа и заради Христа. Ако ги разбереме, значи личносно. Бог го создава светот во неговата сакана личност, а таа е личноста на Синот. Го гледа преку Синот. Значи за Бога постои неговиот возлюбен Син, кој е Логос, логика со други зборови, или идеја или мисла, ако сакаме да го наречеме, за да ја поврземе цела она дохристијанска теологија и да ја осмислиме како што тоа го прави Свети Максим Исповедник, користејќи ја старата терминологија на философите, но давајќи и нов облик, ја христијанизирал со други зборови, така и ние сега, користејќи ја таа терминологија, велиме дека логосот или идејата или мислата е во суштина Синот Божи. Синот Божи е тој преку кого Бог го создава светот и во кого го создава и заради кого го создава. Пред да го создаде светот во материјална форма, ни од што, постои само Светата Троица и не постои ништо наспроти неа, та да може Светата Троица да направи избор помеѓу едното или другото. Светот е производ на апсолутната слобода Божија, но на слободата која дејствува преку Логосот Божи, преку логиката на заедницата на постоењето на Светата Троица. Затоа е потребно, значи, низ таков аспект личносен, како што Бог го доживува светот, и ние да почнеме да го разбираме. Затоа што, не разбирајќи го личносно, а разбирајќи го само причино-последично или законитосно, што секако можеме да го откриеме во самиот свет, бидејќи светот почива врз одредени закони, поставени сме пред недостаток да ја разбереме целосната тајна на постоењето на светот, а тоа е да разбереме дека тој постои како заедница, заедница на личности кои се собираат во Логосот Божи, зашто само преку него Господ може да ги види, да ги воведе во постоење кое трае во вековите на вековите. Со други зборови, Бог не гледа на светот објективно, туку субјективно. Многумина кои слабо ја познаваат теологијата ќе бидат провоцирани или изненадени кога ќе слушнат дека Бог не гледа на светот објективно, туку гледа субјективно. Но тоа може да се разбере единствено низ познавањето на теологијата на личноста
која го објаснува и начинот на Божјото постоење. Бог, бивајќи и постоејќи личносно, и светот го создава да постои личносно. Што значи, светот постои само во личност. Не постои објективно и независно од Бога. Туку постои во личноста Христова, во личноста на Синот Божји. Многу слично имаме објаснување и кај нас луѓето, кога некого сакаме, светот за нас постои во таја личност што ја сакаме. Некој предмет кој ни го поклонила некоја сакана личност, за нас постанува жив. Затоа што постанува жив од заедницата која ја имаме со таја сакана личност. Мртвата природа оживува во личностните односи. Го сакаме некого и заради тоа и цел свет го сакаме. Обратно. Тогаш кога немаме некого да сакаме и преку некого да го гледаме светот, тогаш и светот ни постанува безсмислен. Тој постои независно од нас, дали ќе го сметаме безсмислен или не. Но нам ни е безсмислен бидејќи не го гледаме веќе во личностните односи. Само во личностните односи светот постанува осмислен. Постои заради некого и во некого. Потполно исто и Бог така го гледа светот. Го гледа во Христа и го држи во постоење заради Христа. Секако ова треба малку подетално да се подобјасни, но за да го подобјасниме ова, ќе направиме една дигресија, уште еднаш навраќајќи се на тоа дали Бог принуден е или од нужност го создава светот, или пак го создава слободно. Ориген го поставува прашањето кое најверојатно би го поставил секој човек кој размислува според природните закони. Ако Бог е вечен, и ако велиме дека е творец, и ако велиме дека е седржител, и ако велиме дека се што прави за вечност, тогаш дали е можно светот да не постои од секогаш, туку да има свој почеток ни од што, а предходно Бог да го нарекуваме творец, значи уште пред да го создаде светот да го нарекуваме творец и седржител, а светот да не е во постоење од вечност. На таквото прашање Ориген одговара дека сепак светот постои од секогаш во Бога, постои во неговите мисли, во неговите логоси, секако користејќи терминологијата пред него, кај Филон Александриски особено, а кој пак ја користи терминологијата на Платона. Но со тоа паѓаме во замката да на светот му обезбедиме постоење во вечност со истата вечност со која постои Бог. И таа замка е многу опасна, бидејќи создава со тоа уште еден Бог покрај Бога, го создава, светот го прави Бог и во суштина од вечност проектира два Бога кои сопостојат еден со друг, што е секако многу опасно и неблагочестиво за православната теологија која исповеда дека Бог е само еден. Но како тогаш да одговориме на ова, дека Бог е сепак од вечност творец и од вечност седржител, а сепак светот не постои од вечност заедно со Бога, туку створене ни од што? Теологијата
на православната црква ќе чека еден голем светител, еден голем ум во теологијата како што е свети Максим Исповедник, за да даде на некој начин конечен одговор на ова многу деликатно прашање. Свети Максим Исповедник повторно ќе го исползува терминот логос, кој на некој начин е компромитиран до негово време, бидејќи се врзувал и за Филон Александриски и за Ориген, кои го употребиле во една конотација да покажат дека на некој начин светот постои од вечност со Бога. Во таква конотација зборот логос е негативен, бидејќи не може да се согласи православната црква дека таквите логоси или мисли или идеи кои ги има Бог од вечност го принудуваат Бога да го створи светот, или со други зборови Бог го ствара светот не слободно, туку принудено. Но Свети Максим Исповедник, ползувајќи го зборот логос, ќе го поврзе не само со мислите Божји, односно кои се производ на суштината Божја, туку ќе го поврзе со волјата Божја. Тој ќе ги нарече мислите Божји за светот логоси на битијата, многу слично како што тоа ќе го направи уште Филон Александриски. Но разликата меѓу него и Филон Александриски е во тоа што Свети Максим Исповедник логосите на битијата ќе ги поврзе со волјата Божја. Малку ќе ја начне таа тема уште Свети Атанасий Велики во негово време, бидејќи оригенизмот се јавува во негово време и тој ќе започне да го решава проблемот. Но конечно решение на поврзувањето, на стварањето на светот со волјата Божја, која постои исто така од вечност, како што постои и суштината Божја, како што постојат и личностите Божји, ќе го даде дури Свети Максим Исповедник. Но таја разлика, која е многу важна во Бога да се направи помеѓу личноста, суштината и волјата Божја и енергиите Божји, е таја разлика која ќе допринесе конечно да се реши проблемот. Како Бог слободно го создава светот, ама сепак го создава од вечност, и светот е вечен како волја Божја, и како логоси на битијата постои уште од вечност, ама сепак во оваа материјална форма не постои од вечност, туку створене ни од што. Ете, тој е големиот допринос на Свети Максим Исповедник, кој ќе го даде во свое време, и со тоа ќе се покаже дека светот не е производ на некаква случајност, како што многумина сакаат да веруваат, но ниту пак е производ на некаква нужност која го принудила Бога да го создаде светот. Светот е производ на љубовта Божја. Бог сака светот да постои и затоа постои. Но го создава во волјата своја уште од вечност, за да го создаде во материјална форма ни од што, тогаш кога ќе почне да постои просторот и времето. Логосите пак на битијата треба да се соберат во логосот Божји кој е Христос. Значи, логосот е збир на логосите на битијата. Во Христа, во Синот Божји, во логосот, светот постои уште пред да биде создаден во ваква форма. Но постои како волја Божја. Со тоа што постои како волја Божја, постои слободно и непринудено. Во логосите на битијата Божји постојат различни форми. Бог
има логос за секое битие кое постои. А битијата во овој свет покрај видливи постојат и во невидлива форма. Такви се бестелесните духови. Уште пред да го создаде видливиот свет, Бог го создава тој бестелесен свет и го создава за исто така од љубов да влезе и тој во вечноста Божија. Меѓутоа, го создава слободно, ама дава слобода и на тој бестелесен свет да одбере дали ќе сака да влезе во вечноста Божија или пак ќе ја одбие вечноста како начин на постоење. Значи, ги создава бестелесните сили кои ги викаме ангели, но со слободна волја да ја одберат заедницата со Бога како начин на постоење или пак да се самоуништат во собствената автохтоност. Дел од ангелите кои се создадени како разумни и слободни битија се спротиставуваат на Бога и на неговата заедница и сметаат дека можат автохтоно да постојат. Началник на тие сили бил најсветлиот ангел, прво ангел кој Господ го создал, а тоа е светлоносецот или Луцифер, како го викаме, кој ги предводел духовите кои отпосле паднале да му се спротистават на Бога и да му ја откажат послушноста. Сметајќи дека можат да се самоорганизираат, да постојат во себе и за себе, не почитувајќи го својот создател и не благодарејќи му за постоењето, се затвориле во собствениот егоизам, во собствената гордост, која ги направила да бидат богови сами за себе. Поголемиот дел од ангелите останале верни на Бога и како се опишани во книгите на псевдо Дионисий и Ареопагит, прават една ерархија на комуникација меѓу Бога и створениот свет. Постојат, значи, во еден поредок, што е многу битно, затоа што како поразумни битија од луѓето ни покажуваат начин на кој ние треба да се организираме во ерархија. Ерархијата секако не е измислена од бестелесните сили. Ерархија постои во начинот на постоењето на самата Света Троица. Велиме дека Бог е Отец и Син и Свети Дух. И се крстиме во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Никогаш не се крстиме во името на Сина и Духот и на Отца. Затоа што во Бога, Света Троица, постои ерархија и прв е Отец, втор е Син и трет е Светиот Дух. И така, прв има и меѓу ангелите, односно бестелесните чинови, но исто така први треба да има и помеѓу нас луѓето. Има до Бога до престоли, херувими, серафими, началства, сили и власти и така натаму до ангелите кои комуницираат со нас. Значи, комуникацијата на луѓето со Бога оди преку ангелите, но во една ерархија. Исто така и кај нас луѓето, за да постоиме благополучно и разумно и за да нема спротиставености помеѓу нас и дехармонизација, потребно е да го следиме начинот на ерархијата на кој постои и Бог
и бестелесните сили. И затоа во црквата постои таа иерархија. Прв е епископот, потоа се презвитерите, или како уште ги нарекуваме свештеници, после се ѓаконите и после е народот Божи. Но оној првиот не е прв за да владее, туку прв за да служи. Затоа епископот навистина ги има сите почести, но затоа ги има пак почестите затоа што им служи на сите. Исто како Бог што служи на сите. Затоа ги има сите почести слободно и љубовно, а не затоа што владее над нас. Ние можеме слободно да му ја одрекнеме власта Божја во овој свет. Да бидеме со други зборови антитеисти. Но што од тоа? Ке постоиме ли тогаш подобро? Бог постои и без да ние му признаеме дека тој постои. Но за нас е подобро да го видиме неговото постоење, постоењето на бестелесните сили кои тој ги создал во наша служба, нам да ни служат, и ние служејќи си еден со друг, од најголемите до најмалите, да стигнеме до онаа замисла Божја која има за светот, а тоа е да влезе во Царството Божјо, во радоста на невечерниот 8 ден. Ете, тој е начинот на кој ние луѓето, поддржувајќи ја небесната иерархија или иерархијата на бестелесните сили, можеме да се спасуваме. Обратно пак, оние бестелесни сили, кои сметале дека автохтоно можат самите да постојат, условно речено се организирале во своја некоја организација, која исто така има некаква воена иерархија, но направена е така само да војува против Бога и против делата на рацете негови, а тоа сме ние луѓето и целиот створен свет. И затоа тие бестелесни сили, кои уште меѓу народот ги викаме како нечисти сили, предводени од ѓаволот и неговата војска, постојано се насочени да војуваат против светот, да го уништат светот уште пред истиот да влезе во вечноста, затоа што не сакаат Бог да се прослави во Царството Божјо преку својата творба и да се покаже на крајот дека тој е цар и владетел над се што е створено. Единствен пак простор каде што може светот слободно да му одговори на Бога, на неговата љубов и слобода, е просторот на литургијата на црквата или како уште ја викаме Евхаристија. Во литургијата на црквата, која обично ја служиме секој ден Господов, кој го нарекуваме недела, кој е специјален ден различен од другите денови, се собираме на едно место и правиме синаксис или собор на логосите на битијата во логосот Христос, зашто тука на литургијата присутен е самиот Син Божји, кој во вид на леп и вино се предава на целата заедница како тело и крв негови. Се предава за заедницата да заедничари со него, за логосите на заедницата да се соберат во него, кој е логос Божји, и така да се покажат како вечни битија, зашто Бог ги гледа само преку нивниот Син возлюбен. Затоа е потребно да се црквуваме редовно и да се причестуваме редовно. Затоа што да се причестуваме значи да бидеме честица од телото Христово. Да бидеме еден дел од телото на Логосот Божји, кој се воплоти заради нас и нашето спасение. Доби тело за ние да се вчлениме во него, за пак Отец да не гледа сите нас во личноста на неговиот возлюбен Син.
Ете колку е важно да се црквуваме редовно, колку е важно да се причестуваме редовно, за да имаме пред се она што е најважното, а тоа е животот вечен. А после се другото, Господ ќе ни го додаде во овој живот.